Основната насока на мојата дејност е прашањето за сертификацијата на дирижаблите кои се развиваат и ќе бидат создадени од акционерното друштво во иднина и понатаму. Работејќи во Авгар се занимавав и раководев со сертификацијата на двоседниот дирижабел А-12 и дополнително добивме сертификат за тип од Руска Федерација. Тоа е и привезен пилотирани атракција, кој стоеше на вднх, а сега е во Сочи, аеролифт, за 18 патници. Таму добивме сертификат за тип од Руската Федерација и Европската Унија. И, веројатно, од аспект на моето мислење, тоа беа единствените или два сертификата за тип во Европска Унија за воздушни судови. Тоа исто така беше воздушно судно аеролифт. И јас само сакам да кажам дека според воздушниот кодекс на Руската Федерација и сличните закони на другите земји, сите цивилни пилотирани дирижабли, чии конструкција има маса над 115 килограми, подлежат на задолжителна државна сертификација. Тоа значи дека може да се изгради, развие, изгради дирижабл, но нема да добие дозвола за лет. Тој така ќе остане на земјата. А бидејќи сите проекти представени тука имаат многу поголема маса од 115 килограми, разбирате, конструкциите сите мора да бидат подлежат на обавезна државна сертификација. Значи, сакам да кажам дека процедурите за спроведување на таква сертификација се регулирани со соодветните авиациски правила. И при тоа, задолжително е присуството на така наречениот сертификацијски базис кај сертификацијскиот апарат, сертифицираниот апарат. Што е сертификацијски базис? Ова е збир на правила на кои овој апарат треба да им одговара за да обезбеди потребното ниво на безбедност на летот кој го бараат државните органи, а и воопшто за неговото најважните функционирање и тоа е присутно кај секое летало, и веројатно атракции каде што луѓето нели. Сертификацијскиот базис обично се развива на основа на прифатените од авиационите власти така наречени норми за летечка годност на било кој летечки апарат, хеликоптери, авиони, дирижабли. Значи, можам да кажам дека во моментов во различни земји постоја проекти на норми за летечка годност кои опфаќаат целокупниот потребен спектар на пилотирани дирижабли. Од мали дирижабли кои се сертифицираат во нормалната категорија, бројот на места не надминува 9 патнички до транспортни дирижабли кои имаат 20 или повеќе. Тоа значи дека од аспект на збирот на норми, закони, правила, тие во принцип постојат во светот. Во сите земји. Во светот постои правило дека, како правило, сите авиациски закони и норми за летечка годност се меѓусебно хармонизирани за да леталните апарати, развиени, например, во Руската Федерација, можат да се користат со мали одредени валидации и да бидат дозволени во воздушното пространство на другите земји. Затоа имаме можност за развој на нашите сертификацијски основи, изградени на основа на апаратот развиен од нас, да користиме постојните во светот. Развиени норми за летечка годност. Например, постојат германски норми за транспортни дирижабли, американски, а во Русија има норми за нормалната категорија до 9 патнички места и други. И ние на нивна основа имаме можност да создадеме сертификацијска база, да се обратиме до соодветните органи на Руската Федерација, да добиеме сите потребни документи и да започнеме со сертификацијата.
Еве, специјалистите на нашето предпријатие тесно соработуваат со професорите и вработените на катедрата за сертификација на Московскиот авиацијски институт и располагаат со доволни компетенции за да ги извршат сите потребни процедури за сертификација и да ги потврдат барањата на овој сертификацијски базис, како со пресметки, така и со потребните земји и летечки испитувања. Заклучувајќи, секој летечки апарат е потребно да биде проверен, да се разбере дека е безбеден и да се издаде сертификат. За да се спроведе оваа процедура официјално, потребна е некаква законодавна основа. Таа постои. Таа постои, дури иако ја нема во Руска Федерација, таа постои во светот. И практиката е таква, можеме да се базираме на неа. Таа не е прифатена како, а тоа се само основите, бидејќи се уште нема летечки апарати, нели? Прифаќаат во земјите во авиацијата е вообичаено сите закони во авиацијата се напишани со крв. Тоа значи, па јасно е зошто, нели? На почетокот се создава проект за нешто, а потоа треба да помине некаква обемна експлоатација. И тогаш овој проект веќе станува закон. Но овие проекти постојат. Сите наши, освен висинскиот беспилотен апарат, дамоки има уште прашања, многу прашања за сертификацијата. Разбрав дали можеме да ја сертифицираме нашата држава. Кој наш? Еве овие, русите. Пилотирање. Да, па, се е прекрасно. Патот е јасен, ако има норми, кои се почитуваат и следат и се применуваат, треба да се работи.